Партнерството кој што го споменав на почетокот со Орбан постоеше. Ако се сеќавате, значи Орбан беше и еден од ретките, веројатно и единствениот поддржувач на ВМРО ДПМН и специфично Никола Груевски некаде во јануари, март, февруари оваа година, кога тој не успеа да формира влада. Во некоја насока ова е легитимизирачка посета, меѓутоа мора да имаме во предвид дека во моментот Орбан представува една страна на партиите во Европската Унија, односно представува и доста порадикална десница, која што се бори за она што го нарекува и либерална демократија, односно десничарски ставови, кои што не се често пати прифатени помеѓу другите партнери во Европската Унија. Значи, нешто што де факто не е демократија. Нешто што се уште, што би рекле англичаните, породата е надвор и одлучува, меѓутоа нешто што многу повеќе личи на моделот кој што го има Турција и Ердоган, и систем во кој што слободите и правата полека, но сигурно се ограничуваат на многу нивоа, вклучително значи со медиумите, граѓанските слободи и се оди чекор понатаму. Еден од неговите поголеми успеси, сепак што мораме да ги забележиме, дали на позитивната или негативната страна, е тоа што Орбан и успеа самиот да ја уништи, условно речено, шемата за релокација на бегалците на ниво на ЕУ, која што згасна поради неговото противење кон неа. И една од пораките вчера беше благодарам Николе што ни помогна во тоа. Специфично поради тоа ја споменав, бидејќи врската на ВМРО ДПМН со Унгарија, а во еден голем дел и со Австрија, имајќи во предвид посетата на министерот за надворешни работи за време на кампањата минатата година, која беше многу повизибилна од она што го имаме во моментот со Орбан. Значи, споредбата која што треба да ја направиме исто така е дека можеме, се уште треба да очекуваме да видиме дали во текот на локалните избори ќе имаме уште некоја повидлива посета. Сепак, ова приватна посета во Охрид не е споредлива со она што беше случај на големата кампања во крајот на ноември минатата година.